Тоа значи очекувана бројка на можеби повеќе од 100 позитивни секој ден. Тоа значи, за жал, зголемена бројка на починати. Тоа значи над 3000 лица кои секојдневно се секираат и се грижат за сопственото и здравието на најблиските. Тоа значи, за жал, неработење на школите и градинките, уморни родители, неефективна администрација. Организирање на вакви настани во време на пандемија, значи непочитување кон татковината, кон граѓаните, шлаканица на трудот кој го вложуваат сите медицински и помошен персонал кои секојдневно се борат да помогнат и да спасат живот повеќе. Тоа значи лицемерие во однос на целата работа на епидемиолозите, инфектолозите, анестезиолозите, микробиолозите, интернистите, лекарите во Државниот здравствен санитарен инспекторат и буквално сите кои се секојдневно на првиот удар на фронтот, односно кои без умор и не штедејќи се борат за секој човечки живот. Комисијата за заразни болести досега во ниту една препорака нема препорачано дека можат да се организираат вакви големи свечености. Што значи? Вирусот е респираторен, што значи дека се пренесува преку кивање, кашлање, гласно зборење, пеење, смеење. Експозиција, односно изложеност на било кој повеќе од 15 минути на растојание помало од метар и пол, веќе е сериозна опасност за сите кои се околу позитивниот пациент. Бројката е тешко да се каже, меѓутоа, сите тие кои ќе бидат во непосредна близина на позитивен, постои голем процент на можност да бидат инфицирани, а тие понатаму да ја сеат инфекцијата. Сигурно дека може, значи сите тие елементи се и како присутни. Тоа се блиски контакти на помалку од пола метар. Тоа се контакти со раце со многу луѓе. Се тоа може и како да биде влошување на ситуацијата, односно да биде потенцијален извор за ширење на инфекција. Апел да се воздржат сите од било какви масовни собери, да се почитуваат препораките носење маска, држање физичка дистанца, хигиена на раце и да се вратиме основно на вашето прво прашање, да се одложат сите тие големи собери од било каков вид.